Саботно издание на регионалните вести. Вкупно 4,5 милиони евра како директна поддршка од владата се издвоени за инфраструктурни проекти во Полошкиот регион. Од нив доделени се 1.640.000 евра за изградба на проекти во општина Тетово. Општините од Полошкиот регион можат да почнат да користат 4,5 милиони евра, кои се директна поддршка од владата за реализација на инфраструктурни проекти, со што ќе се подобри квалитетот на живот на жителите од овој крај на Македонија. Од нив доделени се 1.640.000 евра за изградба на проекти во општина Тетово. Сега наред се градоначалниците да почнат со реализација на проектите, истакна премиерот Груевски при неговата неодамнешна посета на Тетовско, потенцирајќи дека мал дел од проектите се почнати, а поголемиот дел ќе почнат во наредниот период. Тоа се главно средства за изградба на водоводи, на канализациони мрежи, на патишта, на уредување на просторот, паркови, плоштади и така натаму. Средства кои што, како што кажа, се доделени за општините во Полошкиот регион, Тетово, Гостивар, Теарце, Јагуновце, Вранешница, Боговиње и не знам дали пропуштив уште некоја општина и Желино. 4,5 милиони евра кои што веднаш ќе почнат да се користат уште до крајот на оваа година и кои што веќе се доделени, сега самите градоначалници треба да почнат со нивна реализација. Инаку само за општината Тетово од овие 4,5 милиони евра доделени се 1.640.000 евра директна поддршка, помош од владата за изведба на проекти во општината Тетово. Така што целта на оваа помош што владата ја дава на општините во Македонија, а во конкретниот случај на Полошкиот регион е што повеќе да се изразе во пресрет на граѓаните за нивните најприоритетни проекти и проблеми, како што се локални патишта, како што се локални водоводи или канализациони мрежи, паркови и слично уредување на просторот, што често пати е барање од многу жители. Затоа и владата овој пат излезе со една поголема програма во тој дел. Како што кажав, средствата веќе може да се користат и се надевам дека во наредните месец, 2, 3, максимум 4, сите овие средства ќе почнат да се искористуваат и да се работи на терен. Новата програма за рурален развој на владата е двојно поголема од претходната и вреди 39 милиони евра. Со неа се предвидува реализација на 221 проект во 81 општина. Со истата директно се помагаат руралните општини кои немаат доволно средства да ги реализираат овие инвестиции. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Земјоделците со поддршка на владата имаат можност за набавка на нова механизација од програмата за рурален развој, но и од ИПАРТ европската програма. Со замена на старата со нова механизација, земјоделците имаат помала потрошувачка и драстично поголеми приноси. Проектот субвенционирање на земјоделската механизација дава одлични резултати. Преку него државата покрива 50% од трошоците за купување на нови трактори и приклучни елементи. Со замена на старата со нова механизација, земјоделците имаат помала потрошувачка и драстично поголеми приноси. До сега се вложени над 10 милиони евра, а македонските производители набавиле речиси 1600 нови трактори и над 6300 приклучни елементи. Проектот продолжува, а деновиве завршува и новиот повик преку Агенцијата за финансиска поддршка, на кој можат да аплицираат земјоделците кои располагаат со минимум 1,5 хектари житни или индустријски култури или најмалку 5 декари тутун. Сега со оваа поддршка со новите трактори и новата приклучна механизација, земјоделското производство во државата се доближува до современите земјоделски стопанства во останатите поразвиени држави.
По принципот 50-50 можат да аплицираат земјоделци кои располагаат со минимум 1,5 хектари житни или индустријски култури или најмалку 5 декари тутун. Дополнително за набавка на механизација може да се искористат и средствата преку ИПАРТ програмата за земјоделците кои поседуваат долгогодишни насади, лозарството или овоштарството или се занимаваат со сточарство. Годинава за земјоделски субвенции се одвоени 150 милиони евра, што представува рекорден износ. Во изминатите 8 до 9 години земјоделството стана трет сектор во државата по индустријата и услугите. Спроведениот попис на земјоделските стопанства спроведен од Државниот завод за статистика покажа дека вкупниот обем на земјоделското производство надминал 800 милиони евра, а извозот во 2013 година изнесувал 600 милиони евра, што представува раст од над 100%. Во втората половина на септември ќе започне реставрацијата на фасадите на објектите од автентична староградска архитектура на Гостивар. Проектот го спроведува Гостиварскиот конзерваторски центар со поддршка на Министерството за култура. 10 објекти од автентичната стара архитектура на Гостивар есенва ќе добијат обновени фасади. Работите на терен ќе започнат во втората половина на септември, кога се очекува да се заокружат административните и тендерските процедури. Проектот за реставрација и конзервација на фасадите го спроведува Конзерваторскиот центар Гостивар со поддршка на Министерството за култура. Реставрација и конзервација на неколку фасади во градот Гостивар. Бројот е 10 и опфаќа центарот на Гостивар, улица Димитар Влахов, Борис Кидрич, Јана и така натаму. Значи, овие се сите во вкупно 10 фасади за 2015 година. Овој проект ќе се реализира на 3 фази, опфаќајќи значи 2015, 2016 година и 2017. Значи 10 фасади имаме за ова година. За следната би требало истиот број да биде 10 фасади и 2017 ќе видиме колку ќе останат. Објектите кои ќе бидат офатени со проектот датираат од втората половина на 19-тиот и првата половина на 20-тиот век. На нивна обнова досега не се работело ништо, но со овие активности ќе блеснат со својот автентичен изглед, карактеристичен за архитектурата во времето во кое се градени. Градот ќе се разубави и ќе стане попривлечен за туристи, оценува Фейзулај. Бенефитот значи чување на автентичноста на сите културни добра во општина Гостивар. Зачувувањето на стариот град на општина Гостивар. Као второ, добар и вкусен и добар изглед на центарот на Гостивар. Со тоа значи дека во градот Гостивар ќе има привлечност и за туристи. Ќе има и еден добар изглед за сите наши граѓани во општина Гостивар, зачувачи го на културното наследство или културното добро во општина Гостивар. Конзервацијата и реставрацијата на објектите во Гостивар се дел од проектот на Министерството за култура за санација на фасадите од амбиенталната староградска архитектура, кој се реализира 4-та година поред. Во негови рамки досега извршена санација и реставрација на објекти во Крушево, Скопје, Битола, Охрид и во други градови. Дилемите за избирачкиот модел беше темата на тркалезната маса која денеска ја организираше партијата за демократски просперитет. На дебатата учествуваат членови на движењето БЕСА и експерти од областа на политиката. Со моделот на една изборна единица и отворени листи, политичкиот систем во Македонија ќе се демократизира, сметаат од ПДП и движењето БЕСА, двата политички субјекти кои денес учествуваа на дебатата под наслов Дилемите за избирачкиот модел. Сметаат дека со сегашниот модел на гласање, малите политички партии станаа безгласна буква и заложници на големите партии. За жал, значи овој сегашниот систем не однесе до таа ситуација каде и пратениците од истата, од таа
поголема политичка партија нема можност, не беа спремни да разговарат и да придонесат за демократското ниво на Македонија. Значи, сите беа верни кон шефот на партијата. Од ПДП се противат на предлогот на премиерот Груевски за дополнителни 17 пратеници за победничката партија на следните избори. Таквите предлози не се својствени за демократското општество, сметаат од ПДП. Ја квалификуваат како диктаторски израз. Како едно време Мусолини такви идеи имал. Значи, нека успоредиме сегашно со 50 години, значи се враќаме уназад со такви идеи. Бидејќи господин Груевски веќе не во можност да дава идеи, оти тој по состојбата што ја добил Македонија, така треба да одговара за ова состојба, не да дава идеи. Од движењето БЕСА тврдат дека различниот став на челниците на ДУ околу изборниот модел, кој во јавноста се прикажува како демократска зрелост, е всушност голем доказ дека во владачката партија на албанците има голема разединетост со суштински политички прашања. Генералниот секретар на ДУ тоа што албанските политички партии што се вон парламентот без некоја координација успеа да излегуваат со еден став околу изборниот модел, за жал нивото докаде е дојдено таа политичка партија на внатрешно разидување е до тоа ниво што за ова многу важно прашање за албанците и за следните избори тие немаат еден став. Дулаки Мадеми вчера изјави дека со моделот на изборна единица на албанците би можела да им биде загрозена доминацијата според Бадинтеровото гласање. Од друга страна, неговиот сопартиец Рафи Салити смета дека треба да се воведе моделот на изборна единица за да се демократизираат партиите, но и државата за загрозената доминација според Бадинтеровото гласање. Алити вели дека решението може да биде малите заедници да добијат по едно гарантирано пратеничко место. Жителите на Шипковица кои се соочија со невремето од 3 август и понатаму добиваат помош. Денес парична помош стигна од иселениците од Швајцарија. Денеска ние се наоѓаме во Шипковица, значи еден од местите каде се преживеел ова несреќа, ова невреме. Моментално сме со Унијата на имамите од Швајцарија. Директорот на Унијата е господинот Нехат Ефенди Исмаили со своите другари. Тие организирале една солидарна организација, акција во Швајцарија со нашите мигранти тамо што живеат во Швајцарија од Македонија, од Косово, од Прешево, за 2 недели, за 2 џума. Тие собирале средства за да им помагаат на овој народ тука во Шипковица и во Речица, така што моментално ние се сретнаме со сите тие собственици на тие куќи кои имаат големи штети во своите куќи, кои имаат и жртви во своите куќи заради овој невреме. Па заради тоа ја сакам да им се благодарувам во моето име, во името на муфтиството, во име на сите имами и џематлии, во име на имамите од Шипковица, во име на џематлиите од Шипковица, а исто така сакам да им се благодарувам и во името на Реис Улуле Махаджи Сулейман Ефенди Реджепи, кој требаше да биде денеска тука заедно со нас, но заради своите ангажмани, својот ангажман, тој немаше можност да биде помеѓу нас. Па затоа му се молувам на Аллах Джелешану да им дава се што е добро, да им дава се што е убаво за сите тие што биле ангажирани да им помагаат на овие луѓе тука во Шипковица и во Речица и во другите места каде го преживеале ова невреме, а посебно сакам да му молам на Аллах Джелешану да им дава добро и тоа што е неубаво на сите наши џематли што се во диаспора, на сите имами, а посебно на имамите во Унијата на имамите во Швајцарија, начело со господинот Нехат Ефенди Исмаили.
Над 50.000 мигранти поминале низ македонската територија во изминативе 2 месеци, соопштува МВР. Вкупно 985 мигранти добиле потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на правото на азил во изминатите 24 часа. Досега издадени се потврди на 50.268 странски државјани, од кои 34.684 мажи и 6.917 жени, 7.789 деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и на 878 деца кои патуваат без родител. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од 1 септември веќе нема да биде дел од коалицијата Граѓани за Македонија. Ова денеска во Струга го објави Зоран Заев, председателот на партијата. Според партиски извори, ова е нормален развој на работите по договорот од Пржино за враќање на партијата во собранието од 1 септември и за октомвриското влегување во владата на неколкумина нивни членови. Коалицијата Граѓаните за Македонија, која обединува 70 невладини организации и 15 партии, ќе продолжи да делува. Без целосна и ефективна правна разрешница за масовното прислушување, особено за фактите во неа, во Македонија само ќе се продлабочува кризата, а граѓаните ќе се чувствуваат несигурни во сопствената држава. Целиот процес мора да се води транспарентно и одговорно, без да се остави простор за сомнеж дека се прикриваат одредени информации, вели поранешна пратеничка во Европскиот парламент Дорис Пак. Албанските власти соопштија дека конфискувале половина милион стебла канабис од почетокот на годината и уапсиле 240 лица осомничени за одгледување и трговија со марихуана. Портпаролот на Албанското министерство за внатрешни работи Арди Бита изјави дека борбата против производството на дрога е главен приоритет за полицијата. Албанскиот премиер Еди Рама истакна дека приоритет на владата избрана во 2013 година е борбата против дрогата. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган синоќа го одобри составот на привремената влада предложена од премиерот Ахмет Давутоглу. Во предложената привремена влада првпат е вклучена и една курдска партија. Ердоган го овласти Давутоглу да формира привремена влада која ќе раководи со земјата до новите избори, што ќе се одржат на 1 ноември. Привремената влада е формирана откако пропаднаа двомесечните преговори за формирање на владеачката коалиција по изборите на 7 јуни, кога владеачката партија на правдата и развојот АКП првпат од 2002 година го изгуби мнозинството. Египетскиот суд ги осуди на 3 години затвор тројцата новинари на Ал Джезира. Судот денеска ја донесе одлуката против новинарите по судскиот процес, кој траеше повеќе од 1 година и беше критикуван од меѓународните организации за заштита на човекови права. Тројцата дописници беа приведени во 2013 година, додека работеа во седиштето на Ал Джезира во Доха. Тие беа обвинети за тероризам. Станува збор за австралискиот дописник на Питер Грес и неговите колеги Мохамед Фахми и Бахер Мохамед, кои минатата година беа осудени по 7 години затвор за соработка со забранетото муслиманско братство, поради, како што се вели во обвинението, ширење на лажни вести за Египет. 18 мигранти се повредени откако камион управуван од романец во четвртокот се преврте во западниот дел на Унгарија. Камионот со регистерски таблички на романскиот град Тимишоара превезувал 40 мигранти од Сирија. Возачот на камионот е уапсен под обвинение за илегална трговија со луѓе. Романецот ги превезувал сиријците од српската граница и требало илегално да ги внесе во Австрија. Во сообраќајната несреќа освен мигранти повреден е и возачот. Повредените сиријци се хоспитализирани, а другите мигранти избегале. Најмалку 20 лица загинаа, десетици се водат како исчезнати во налетот на тропската бура Ерика, која што го погоди островот Доминика на истокот на Карибите. Бурата предизвикала поплави и лискање на земјиштето и дека оваа временска непогода ја вратила земјата 20 години наназад, уништени стотина куќи, мостови и патишта. Најмалку 31 лице се водат како исчезнати на овој остров со 72.000 жители. Бурата Ерика пред 2 дена погоди делови на Доминиканската република
република, чии власти прогласија највисок степен на опасност црвен аларм. На Флорида, каде Ерика се очекува во понеделник, веќе е прогласена вонредна ситуација. Ерика пред да ја погоди Доминика, во Порто Рико остави без струја 150.000 луѓе, но не направи голема материјална штета. Времето денеска беше сончево и топло со слаб ветер од североисточен правец. Утринската температура се движеше од 10 до 17, а дневната од 31 до 37 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 7. Претежно сончево и топло време не очекува и во текот на утрешниот ден. Утринските температури ќе се движат од 12 до 18, а дневните од 30 до 35 степени Целзиусови. Овде го завршуваме денешното издание на регионалните вести. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно.